Почитувам колега Минов. Убаво си ги кажавте работите од вашиот агол. Сега дозволете, јас како опозиционер, да ви кажам нешто од мојот агол на гледање. Бидејќи во еден дел кажавте, ме чуди како не видовте. И мене исто така ме чуди како не видовте, што во овој предлог денес што го имаме, посебно во разделот каде што станува збор за Министерството за образование и наука, се кратат огромен процент на средства, но интересно е тоа што се кратат средства кои биле наменети за градежни објекти, каде што не се реализирани капитални расходи, а крај на годината е, значи не се работело она што се планирало. Со ова денес признавте дека во буџетот сепак имало непродуктивно планирање и трошење на средства. Со овој денешен предлог го признавте тоа. На крајот на годината да не се реализираат вакви големи капитални инвестиции, како што е пример со години што го планирате, изградба на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, Факултетот за физичка култура, и многу голем дел, да не навлегувам во детали, бидејќи е ограничено времето, за капитални расходи. Плюс, ме чуди како не видовте, во подпрограмата 21, проекти во основно, во ставката 425, се кратат средства кои се наменети за печатање на учебници. Се поставува прашањето, дали повторно ќе имаме криза кога станува збор за учебници, посебно за сега, во второто полугодие, повторно учениците ќе учат од скапо платени скрипти. Ме чуди како не видовте и нешто друго. Јас овде имам една одлука на влада од 15 март оваа година, каде премиерот, оној прогласен трајно неспособен, Ковачевски, во втората точка вели: во текот на 2022 година се забранува започнување на нови постапки за набавка на мебел и возила. А замислете сега, во овој дел овде, каде се зголемуваат средствата, приближно 2 милиони евра се зголемуваат ставките за купување на опрема и машини. И јас ќе кажам, ако признавте вие дека неплански сте планирале, повторно истата грешка ја правите. Не се учите ни од сопствените грешки. Ви благодарам.